Иако е пазарна економија, во услови на криза трговскиот морал мора да проработи, изјави вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи во гостувањето на утрински брифинг. Според него, во првите 5 дена од месецот се случувале и нехумани поскапувања. Првите 5 дена имаше такви зголемување на цени со маржи. Значи не зборуваме за производствени цени, не зборуваме за набавни цени, туку со маржи кои што идеа и до 70% од цената. Покачувањата кои стигнаат до безмалку сите артикли силно го тресат стандардот, поради што владините мерки за помош се очекуваат итно. Битичи се надава дека тоа ќе се случи за 30, а најмногу 40 дена од сега, а кој се ќе добие помош, анализите се прават сега. Притисокот е голем, како што беше и во периодот на COVID. Првите пакети на мерки беа за сите и после почнавме селективно во смисол на најкритичните категории на граѓани или на компании да ги подржуваме. Исто сега правиме пресметки кои се тоа најранливи категории на граѓани. Економската криза е продолжение на пандемската и таа граѓаните ги турна во немилост на цените, поради што бројот на социјалните групи кои сочинуваат помош е поголем отколку во пандемијата. Со ребаланс на буџетот за фирмите и граѓаните се предвидени 76 милиони евра, кои владата во моментов тврди дека може да ги издвои, а за кои опозицијата смета дека се символично малку. Владата не покажува соодветен интерес за граѓаните и компаниите, бидејќи предвидената сума не е доволна да се ублажат последиците од кризата. Се изјаснија од ВМРО ДПМНЕ. Во исто време, синдикатот побара измени во ребалансот, барајќи 2806 денари линеарно покачување на административните плати да бидат вкалкулирани во него.